Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје, мој соговорник во студиото е директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Сашо Стефановски. Добре дојдовте повторно во Здравје. Добро утро, Александар, добро утро на сите наши слушатели. Ги поздравувам ова утро и им посакувам убав ден. Ве имаме во студиото повторно, споменав, за убав повод. Минатата недела во четвртокот најавивте зголемување на капитациониот бод на стоматолозите од 35 на 40 денари. После 7 години се зголемува овој капитационен бод. Во петокот исто така најавивте и зголемување на капитацијата на матичните лекари. Исто така за 5 денари, односно за 10%. Како да почнеме од стоматолозите? Како ќе се спроведува и реализира оваа мерка? Благодарам на прашањето. Пред се како вовед би сакал неколку реченици да кажам. Се работи за соодветна аналитика и доста долги испитувања и размислувања пред да се преземе овој чекори, да се нормално се консултира и сите релевантни чинители во Република Македонија, останатите институции кои што обезбедуваат финансирање на здравствениот сектор, како што е Министерството за финансии, се разбира во еден заеднички диалог со една позитивна мисла и енергија пристапивме кон корекција на капитациониот бод пред се за стоматолозите, а потоа и за матичните лекари. Како што кажавте вие во воведот, од 2008 година капитациониот бод на стоматолозите не е покачен, меѓутоа значајно се напомене дека во 2011 година конкретно на барање на стоматолошката комора е намален капитациониот бод од 45 на 35 денари со барање да се зголеми дел од партиципацијата, тоест дел од вредноста на партиципација, и во тој период дадена е можност на стоматолозите да наплатуваат повисоки средства на пациентите поради зголемениот обем на финансиски обврски и поскапувањето на материјали. Значи, ова е прво зголемување кај стоматолозите после подолго време за 5 денари, затоа што сметаме дека се создадоа услови и со зголемениот буџет на Фондот за здравствено осигурување за наредната година и со зголемената вработеност во Република Македонија и со поголемиот број на средства кои што се прибираат од придонеси, сметавме дека оваа категорија на примарна здравствена заштита заслужува стимулација. На тој начин би се влијаело во повеќе правци, тоа дека лекарите би биле позадоволни под број 1, под број 2 дека пациентите би добиле поквалитетно ниво на здравствена заштита, сметајќи на првото дека лекарите ќе бидат позадоволни. Така, но и поголема мотивација за идните лекари, стоматолози кои ќе се одлучат да отворат ординација и да почнат точно така договор со фондот. Кај стоматолозите и кај матичните лекари интересно е тоа се каже дека на некој начин функционира пазарната економија. Колку ќе понудите квалитет, толку ќе бидете атрактивни за пациентите да ве изберат. Тоа е слободна волја. Впрочем и вие сте од таа професија. Да, јас сум стоматолог. Така што пациентите одлучуваат кај кого ќе се лекуваат. Тоа е право на избор, сопствен избор, кој што веројатно се темели на доверба кон лекарот или добриот збор што се слуша за лекарот или квалитетот на услуга што ја ја пружа. Така што со оваа мерка кај матичните стоматолози ќе покриеме околу 1200 стоматолози заокружено, кои што од 1.1.2016 година ќе имаат можност да добијат 5 денари плюс по пациент. Многумина овие неколку дена слушам различни гласови за капитацијата, малку е, многу е и така натаму. Така, кога ќе се слушне 5 денари, како перцепција на јавноста
дека навистина станува збор за малку. Може ли еден пример да кажеме колку, ако има просечно 1000 или 2000 пациенти, еден стоматолог или една ординација, колку месечно фондот издвојува конкретно за таа ординација? Видете, оваа теза дека 5 денари се малку се побива со едноставна математичка операција. Кога бројот на пациентите ќе го помножите по вредноста на капитациониот број кој што досега го имале стоматолозите и кој што ќе го помножи и после ќе го помножите со вредноста на капитациониот бод кој што ќе биде од први со едноставно минусирање на помалиот од повисокиот износ ќе добиете разлика на бројка која што е плюс за стоматолозите во наредниот период. Ако имаат 1000 пациенти, досега земале капитација од 35.000 денари месечно, во наредниот период, тоа е од 1.1.2016, ќе земат 40.000 денари месечно. Тоа е 5.000 денари повеќе на месечна основа, што сметаме дека не е малку, тоест е сосема солидна сума. Што повеќе пациенти, но нова е мотив за да лекарите имат што повеќе пациенти, затоа што повеќе пациенти значи што поголема приход од страна на фондот за здравство. Значи ако но мора да потенцираме бидејќи не слушаат, предпоставувам и лекарите од другата страна. За овие 40.000 денари не се чисти пари на стоматолозите. Меѓутоа тоа се пари кои ги добиваат од државата. Меѓутоа секако имаат и трошоци дополнителни, така да не настане некоја забуна, добиваат лекарите од примарната здравствена заштита 40.000 денари за нив пари. Тие си ги одработуваат парите нормално, во овие средства се вкалкулирана плата за нив, предпоставувам имаат одредени режиски трошоци, но не случајно јас во воведот кажав дека кај стоматолозите постои одреден ценовник по кој што им е дозволена наплата на партиципација за нивните пациенти, дури матични пациенти, затоа што се смета дека кај стоматолозите се поголеми режиските трошоци за спроведување на еден терапевски процес и за одржување на ординацијата, бидејќи има повеќе апаратура, рентген, можеби негде има, се користат материјали кои што се набавуваат од друга страна, се аплицираат кај пациентот и така натаму, и затоа постои соодветен ценовник кој што матичните лекари, тоест стоматолози, мора да си го почитуваат, тоест да си доплаќаат пациентите за одредени услуги согласно ценовник утврден од Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Значи покрај овие средства кои што фондот ги исплаќа како капитација, матичниот стоматолог има можност да прибавува дополнителни финансиски средства во зависност од видот и обемот на услугите кои што ги дава на неговите осигуреници. Се разбира, ова мора да биде во соодветно утврдени законски рамки и договорни рамки како што е наведено во договорот помеѓу Фондот за здравствено осигурување и матичниот стоматолог. Не сме да има никаква злоупотреба на пациентите, затоа што ние во секој случај правиме контроли и секоја незаконска постапка бија санкционирана. Така, господин Стефановски, унифицирани ли се здравствените услуги конкретно во стоматологијата по иста цена да бидат секаде или самата ординација си ја диктира цената, конкретно за пломбирање зап? Ние имаме утврдени референтни цени кои што се транспарентно објавени и би требало секој матичен стоматолог да ги има усвоено и да ги знае да ги применува во секојдневното работење. Така што цената на услугата, партиципацијата е фиксна и точно утврдена и важи кај секој матичен стоматолог. Така, меѓутоа, доколку се забележат некои неправилности, каде да се обратат слушателите или пациенти? Ние во последниот период станавме препознатливи по тоа што сме поддостапни за нашите осигуреници. Отворивме ние неколку форми на комуникација. Дури и мене може да ми пише осигуреник на мојата мейл адреса, која што е транспарентно објавена на нашата веб страна. Меѓутоа имаме и други форми како може да се пријави fzo.org.mk. Да, фзо, нашата веб страна е fzo.org.mk. Имаме бесплатен телефонски број кој што е транспарентно објавен на нашата веб страна, кој што функционира, секој може да се јави да пријави неправилност, може да се испрати по писмен пат и представка која што дури и да биде со име и презиме на пациент, ние таа ја класифицираме како анонимна. Значи ние кога ќе правиме контрола во одредена ординација, одиме дека тоа е анонимна представка, значи не го откриваме изворот на оној што пријавил. Потоа се разбира и обичен мейл за нас е доволен
индикатор дека или го сметаме како жалба за пациенти, можеме да направиме контрола, бидејќи имаме сектор за контрола во нашата институција. Така, потребно да се навратиме, значени информации за слушателите, се надевам нема да имаат потреба да пријавуваат или да пишат, но да се навратиме на капитациониот бод кај стоматолозите. Бенефит од оваа мерка ќе имаат 963 приватни здравствени установи од областа на стоматологијата, односно вкупно 1146 тимови. Споменавте дека ќе биде поттик за младите стоматолози да почнат со работа. Има ли празни места во мрежата? Значи, има ли дополнителни можност за дополнителни ординации? Да, во мрежата се не можам точно да ви го кажам бројот, меѓутоа има празни места кои што може да бидат пополнати од матични стоматолози. Доволно е да имате решение од Министерството за здравство за да работите како стоматолог, дека сте дел од мрежа и може да склучите договор со Фондот за здравствено осигурување. Пак јас би потенцирал. Капитациониот бод што и она што се случи изминатата недела, тоа е покачување, е значаен искчекор во мотивација на ова групација на лекари кои што сметаме дека беше малку подзаборавена во изминатиот период. Сметам јас лично, исто како доктор, како лекар, дека ова ќе е мотив и за поголем развој на стоматолошката фела и особено за јакнување на приватниот сектор кај стоматолозите. И се разбира поголема вклученост на лекарите во можеби научни цели и така натаму. Господине Стефановски, ќе направиме тука кратка пауза за реклами, ќе се вратиме повторно со разговорот, но ќе зборуваме за матичните приватни лекари. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во Здравје е директорот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија Сашо Стефановски. Со директорот на фондот во првиот дел од емисијата зборувавме за зголемување на капитацијата кај матичните стоматолози од 35 на 40 денари. Господин Стефановски, истото го најавивте и за матичните лекари од примарната здравствена заштита. На нив капитацијата ќе им биде покачена од 50 на 55 денари, но од 1 јули. Што значи оваа мерка? Какви анализи се направивте за да дојдете до зголемување на капитацијата и кај матичните стоматолози, имајќи во предвид фактот дека и тие подамна бараат зголемување на капитациониот бод? Се разбира, и за оваа категорија на лекари направивме детални истражувања и анализа во рамките на Фондот за здравство, Министерство за здравство и Министерство за финансии. Од истите причини кои што претходно ги споменав, зголемените финансиски можности на Фондот за здравствено осигурување и добрата наплата на некој начин на придонеси и зголемениот прилив ни овозможија да на некој начин интервенираме и во висината на овој бод. Значајно тука се напомене дека малку во поблиско минато е направена корекција на бодот од 45 до 50 денари од 2011 година, така што сметавме дека и согласно нормално финансиските можности на Фондот за здравство, кои сепак се ограничени, тие не се неограничени, и затоа сметавме дека треба да направиме некаков исчекор и кај матичните лекари со соодветна динамика согласно нашите можности. Таа динамика кажа дека од 1.7.2016 година имаме можност да тоа го коригираме за 5 денари и затоа и така и го најавивме. Ова ќе значи исто така мотивација на матичните лекари да бидат послободни во својата работа, да имаат
поголем прилив на финансиски средства и се разбира да бидат помотивирани да посветат поголемо внимание на нивните пациенти. Тука се работи за бројка од околу 1500 тимови на лекари кои што се офатени во ординациите низ Република Македонија, па кога ќе направиме збир на матичните лекари и стоматолози, доаѓаме до една бројка околу 2800, приближно 2800 лекари во Република Македонија, кај кои ќе се зголеми капитацијата по пациент, што не е мала бројка, туку е навистина респектабилна бројка и сметаме дека ќе биде позитивно прифатено и од фелата, бидејќи да не заборавам, ова го направивме заеднички со двете релевантни институции, представници на Здруженија на стоматолози и на приватни лекари. Да, стоматолошката комора, лекарската комора, Здруженијето на приватни лекари. Од ова место би сакал да им се заблагодарам и на професор Владо Поповски, председател на стоматолошката комора и неговиот тим, и на професор Чакаларовски, председател на лекарската комора и неговиот тим, како и на Здруженијето на приватни лекари на Република Македонија и нејзиниот председател доктор Лили Чолакова. Така што низ еден континуиран диалог ние доаѓаме до одлуки кои што ги имплементираме, заеднички ги договараме со сите чинители во здравствениот сектор и заеднички ги имплементираме. Се е ова направено со цел да се зголеми задоволството на лекарите и да тоа се рефлектира и врз пациентите и да тие добиваат поквалитетна здравствена заштита. Има ли кондиција буџетот на фондот да го издржи овој товар со зголемување? Видете, пак јас ќе се навратам на математиката како екзактна наука. Буџетот на фондот за здравство е историски најголем за наредната година. Ако направиме проста компарација колку бил буџетот на фондот за здравство во годината кога е формиран, 2000 година, и колку е сега, тоест наредната година, ќе видиме дека буџетот на фондот за здравство е зголемен за 100%. И бидејќи се работи за големи суми на средства, јас само ќе кажам дека буџетот на фондот во 2000 година бил околу 13 милиарди денари. Буџетот на фондот за здравство во 2016 година ќе биде над 25 милиарди и 600 милиони денари. Така што тоа е дупло, меѓутоа во апсолутни бројки вредноста е огромна. Добрата кондиција на фондот за здравство ја осигурува добрата наплата на придонеси преку интегрираниот систем на наплата преку управата за јавни приходи. Исто така зголемената вработеност. Пред неколку дена беше објавен податок дека од 2006 година до сега бројот на вработени лица е зголемен за околу 150 кои плаќаат здравствено осигурување. Сите тие плаќаат здравствено осигурување и придонеси. Придонесот за здравствено осигурување од тие луѓе се слева во фондот за здравствено осигурување и фондот за здравствено осигурување тие пари ги троши единствено за купување на здравствени услуги за осигурениците за што тие плаќаат. Значајно се каже дека силно се инвестираше во медицинска опрема и диагностика, така што како никогаш до сега здравствената заштита е достапна на нашите граѓани. Ако пред 10 години имаше 2 компјутерски томографи или еден во држава, па еден или ни еден беше во функција, во моментов имаме во секој регион по неколку, така што нема време, нема листи на чекање, сите добива најквалитетна здравствена заштита, единствено што се плаќа е придонесот од 7,3% за здравствено осигурување, кој е еден од најмалите во Европа. Придонесот за здравствено осигурување, пример во Германија или Австрија, е 15%. Во Република Македонија е 7,3% и со навистина двојно помалку. Да, со една фискална дисциплина, благодарение на Министерството за финансии, благодарение на владата на Република Македонија, кондицијата на фондот е стабилна, ќе биде стабилна и ќе обезбедиме доволно средства. Ви благодарам за споделената, направената анализа во однос на капитацијата, зголемување на капитацијата кај матичните стоматолози и лекари од општа медицина. Навистина има многу информации околу фондот. Се надевам дека во некое наредно издание на Здравје повторно ќе ве видиме во студиото и слушаме со добри вести. Да сме живи и здрави, им посакувам на вашите и нашите слушатели пред се добро здравје.
срекни празници кои што следат и да имаат позитивна мисла и енергија. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време и за гостувањето во Здравје. Почитувани слушатели, тука е и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Драган Зафировски. Денеска сме петок, 18 декември 2015 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мейл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.